Споменикот на светите Климент и Наум. Овој споменик е откриен во јуни 2012 година на плоштадот Филип II на левата страна од кејот на Вардар. На мермерниот постамент од 3,5 метри се поставени два големи македонски словенски просветители. Високи 5 метри, а околу самиот постамент се поставени 4 бронзени релјефи, од кои на 3 се прикажани сцени од нивните житија. Автор на споменикот на Свети Климент и на Свети Наум е Pero Kovancalijev, кој е избран на јавен конкурс на кој прва награда не била доделена. I lično vodno širi lik svoj mir, tamo je skoke grad tvoj ljubav bliže, što mi rastu tesni. Tamo je skoke grad tvoj ljubav bliže, što mi rastu tesni. A daleko od nego ja srećen ne sum bil, no koga ke se vratam, toj mnogo mi je mir. Rode moj grad, Vodecki mili menši, mladość to pravišnjajska paoce, večnog je ja zakam, postaja svoja, Skopje grade moj mir. Večnog je ja zakam, postaja... Споменикот на Свети Климент Охридски поставен е во средишното зеленило на истоимениот булевар, спроти соборниот храм во Скопје во декември 2010-та. Споменикот е изработен во бронза и е висок околу 4,5 метри, а е поставен на постамент од 1,2 метри. Автор на споменикот е Томе Серафимовски. Гимназијата Никола Карев. Оваа гимназија има своји почетоци уште во далечната 1944. Тогаш е формирана првата школа за народни учители, односно учителската школа на македонски јазик Никола Карев. Својата настава оваа школа ја започнува во февруари 1945 со 317 ученици, 13 наставници и Илија Панов како нејзин директор. Школата работи полни 19 години, односно до 1963-та. Паралелно со школата, отворен интернат за учениците и вежбална во која идните учители се подготвувале за својата работа. По земјотресот школата се преориентирала во педагошка гимназија. Поради уривањето на објектот се појавиле потешкоти со просторот и одвивањето на наставата, но со голем ангажман, сепак во 1970 година е предадена новата зграда на педагошката гимназија Никола Карев. Ja srećen ne sum bil, no koga ke se vratam, toj mnogo mi je mir. Rode moj grad, Vodecki mili menši, mladość to pravišnjajska paoce. Во таа 1970 Никола Карев станува гимназија, чии паралелки како такви полека згаснале во 1984 и 1985 година. Гимназијата во 1988 станала училиште за средно образование со биотехнолошка струка. При крајот на 80-тите години на 20-тиот век, училиштето се трансформирало во училиште за средно образование со природно-математичка струка. Реформите во средното образование повторно го именуваат училиштето како гимназија, која денеска го носи името Средно училиште на град Скопје, гимназија Никола Карев.